Сте се запрашале некојаш зошто живеам, зошто постојам на оваа планета? Тоа е веројатно најчестото прашање што треба да си го поставуваме секој ден. Некој живее бидејќи мора, некој живее бидејќи сака, некој живее бидејќи е гладен за успеси. Кој сте вие? Секој од нас сака да гледа серии и да ужива по дома, да оди на журки и да пие многу, да излегува во кафичи секој ден и да се смее. Но тоа е комфорт зоната. Во таа зона никој не расте. Нема предизвици, нема преземање ризици, се е едноставно. За да би успеале во животот, потребно е да почувствувате болка, пот, осаменост, пожртвуваност, да се одрекнете од луксузот и комфорност, да работите на најлошото сонце, да работите на најсилниот дожд, да ги завршите некои обврски кои воопшто не сакате да ги завршите, едноставно се грдо и лошо на овој свет за да може да се роди нешто убаво. Некој станува во 5 за да работи, а некој се враќа од журка пијан. Животот е збир од избори кои направат поискусни и позрели секој нов ден. Ако сакате да се откажете, запрашите се зошто почнав. Која беше мојата примерна цел? Многу луѓе губат надеж и верба на првиот неуспех и немаат храброст и сила да продолжат да се борат. Ако секојдневно вложувате напор во работата, ако секојдневно зборувате за неа, ако таа стане суштински и составен дел од вашиот живот, резултатот доаѓа експоненцијално. Меѓутоа, секој ден што ќе го прескокнете, секој ден што ќе се опуштите, секој ден што ќе се дозволите луксус и да се вратите на навиките и зоната на комфорт, повторно ќе се вратите од почеток, од нула. За да успеете, изберете цел која привлекува вашата енергија, која ќе ве принуди да се надминете себе си, која ќе раздвижи вашата енергија, која ќе ги стимулира вашите способности, која ќе развие вашата волја и која ќе ви даде можност целосно да се искажете и покажете. Ако не ви оди, не ја менувајте целта. Менувајте го патот и начинот. Не се откажувајте. Ако се откажете од вашите намери и вашата цел, вие сте изгубиле време, ентузијазам, пари, самодоверба, самопочит. Од друга страна, ако бидете истрајни за било што и да се работи, ќе излезете со зголемена самодоверба, со зголемена самопочит и со зголемена мотивација. Кој ви го дава тоа? Тоа е нешто што не може да се купи никаде. Нема пари со кои може да се купи тоа чувство што генерира во човечката душа. Самодовербата исто така може да се развие кога знаете што сакате, одлучувате превасходно на вашите напори, кога ќе ја постигнете целта, кога ќе ја надминете целта и тогаш како добар ден имате зголемена самодоверба, зголемена самопочит, зголемена мотивација. Најголемата награда не е она што го добиваме, туку она што стануваме, но само оние кои ќе истраат, ќе стигнат до суштината. Само оние кои ќе истраат, ќе ги померат границите. Колку се работите потешки и потврди, толку се попредизвикувачки, бидејќи производот кој ќе излезе од сите тие работи е брилијантен. Вие тргнавте на пат за да стигнете на другата страна, на сончевата страна од вашиот живот. Тргнавте на пат за да станете најдобрата верзија од вас. Наумете тоа што го сакате. Создадете силна визија, задржете се за таа визија, враќате се на таа визија, размислувајте за тоа, имајте недвоумлива верба во себе, самодоверба, истрајност и постојана работа и посветеност на вас. Потребно е што повеќе притисок, што повеќе учење, што повеќе работа, што повеќе пот. Кога ќе тргнете, мора да вложите многу напор, мора да истраете и ќе стигнете до победа. Ако нешто навистина многу сакате, не чекајте. Тргнете напред. Бидејќи секој чекор напред е подобар од стоење во место. Не се откажувајте, не се предавајте, бидејќи со ништата
се најчесто единствената смисла на животот што ја имаме. Едноставно, без со ништата, животот не би представувал живот.